Добар ден и добро дојдовте во подкастот Увид. Ова е втората епизода која снимаме денеска со мојот гостин Фики Гаспар. Денешната тема за овој подкаст е неурофидбек и биофидбек. Што тоа поточно значи, ќе ни каже нашиот гостин. Денеска на гостин е овде присутен Фики Гаспар. Повели Фики да ни се представиш. Јас прво би сакал да ви се заблагодарам за поканата. Мислам дека правење вакви едукативни подкасти се важни и мислам дека ќе донесат до самата публика да имаат познавање за повеќе работи, посебно за некои методи кои што можеби и не толку се јасни на публиката. Да, јас сум Фики Гаспар, јас сум психолог, работам со ветување и неурофидбек. Во склопот на нашата работа и на нашиот центар имаме и други услуги, како што се логопедската, дефектолошката или сега поновно специјалната едукација, рехабилитација, различни психолошки тестирања и работиме со популација од најмала возраст па до најстара, значи работиме и со деца и со возрастни. Така. Веќе колку време постои твојот центар? Работиме веќе 8 години сега во јануари. Секако почнавме по скромно со неколку терапевти, сега во последно време сме поголема бројка на луѓе и на повеќе локации, со што се трудиме да возможиме услугите кои што ги даваме да бидат најдостапни за лицата и за клиентите, тоест корисниците на кои што им требаме најмногу. Кои се најчести клиенти во центарот кај вас? Мислам дека сега најмногу со оглед на тоа што имаме и најголем број на логопеди, имаме потреба најмногу за логопедските услуги. Секако тука на ниво се и специјалната едукација и рехабилитација, како и психолошкото советување и психотерапија, а секако и неурофидбекот, што самиот старт кај нас го даваме како услуга, кои што периодично некогаш го посетуваат повеќе помлада популација, некогаш постара, со оглед на тоа што ќе позборуваме денес опфаќа поширок спектар на состојби на кои што може да помогне. Статистичкиот период на период ние некогаш сме имале стварно многу поголемо присуство на возрастни, најчесто анксиозно-депресивно расстройство и слични состојби, а многу често во последно време покрај работата со логопед и со дефектолог знаат да работат и на неурофидбек апаратурата, ствари да даваме и третмани комбинирано со другите две услуги. Добро. Конкретно за биофидбек и неурофидбек, бидејќи тоа е денешната тема, може да не запознаеш малку повеќе во однос на тоа каде си го стекнал тоа знаење и искуство кое го применуваш овде и што значи всушност таа терминологија, прво да ја објасниме, а потоа и за третманот. Така, значи неурофидбекот не е дел од биофидбекот. Неурофидбекот е фокусот е на мозокот. Уствари се прави отчитување на мозочните бранови и после покрај проценката се даваат третмани со кои што може да правиме одредени промени во евоцираните потенцијали. Едно што е важно за неурофидбекот е дека е неинвазивна метода, која што не може да им наштети на самите корисници со кои што практикуваме и со кои што работиме. Нема нуспојави некои. Нуспојави нема, иако мора да напоменам дека за некои состојби не се препорачува, доколку се работи за личност што имат некоја одредена потешка психоза, некои потешки состојби на епилепсија и одредени други, секако заклучно индивидуално според самата проценка, според дијагнозата, не се препорачува, но во другите сите состојби е тотално безбедна, затоа што ќе поразговарам малку и потоа за тоа, ние ништо не влијаеме никако на самиот мозок, туку овде работиме преку таа повратна врска, фидбек, кој што уствари преку палеот рефлекс, учење преку награда и казна, прави промена во мозочната активност кај клиентите или корисниците кои што доаѓаат на третманот. Соработуваме со повеќе стручњаци и од другите земји, најчесто со Бугарија,
со Англија, со Германија, има повеќе методи кои што работат. Ние ја работиме на апаратурата Elmico, која што е полска, која што најчесто се работи во Бугарија и таму имаме соработка добра со терапевтите од таму. И најчесто тие што се одлучуваат да ја користат истата апаратура која што користиме ние во центрите, можат, нели, доколку се заинтересирани да побараат и да се вклучат на обука. Едно време и имаше и обука кај нас која што беше организирана од Бугарија за да, нели, се расшири таа работа и да се стекнат со лиценци терапевти кои што имаат интерес од Македонија. Кога мислам кај нас, не мислам во нашиот центар, туку беше организирано од фирми кои што се лиценцирани и овластени од Бугарија, кои што ги дадоа тие обуки. Ние обуки не даваме за неурофидбек, туку го оставаме тоа, нели, кој има потреба да исконтактира со една опција има, нели, со тие фирми, но секако можат да, тие што би биле заинтересирани терапевти, би можеле да побарат, нели, сега се даваат и онлайн обуки, но и обуки со физичко присуство. Тоа се случи се во текот на ковид периодот, кога, нели, некои работи се префрлија онлайн, иако сметам дека физичкото присуство, нели, дава најдобар резултат во однос на самото обучување за ова. И има број на дејности кои што можат да се лиценцираат. Тоа се секако нашата психолошка, гледам дека во последно време и логопедски, и дефектолошки, тие што дават логопедски и дефектолошки услуги, почнуваат исто со неурофидбек. Знам дека според програмата прима и медицински лица, како медицински сестри и секако доктори, така да неурофидбекот, поради тоа што опфаќа поширок, нели, спектар на состојби со кои што се работи, има доста широка примена и доста позитивна примера. Барем од интерно, од нашата работа, го гледаме, нели, ефектите кај нашите корисници. Добро, самиот збор биофидбек, да го објасниме, некако звучи како два дела, био и фидбек, некоја повратна информација. Што поточно тоа значи? Таа повратна информација што ја збориме фидбекот, за кој што е врзан третманот. Нели, кога зборуваме за фидбекот за повратната врска, тоа учење преку награда и казна. Повратна информација од некој... Од самата вежба кон корисникот. Ако можеме да го објасниме поедноставно за тие кои што не се биле до сега на третман неурофидбек, значи има неколку елементи, значи најчесто клиентот или корисникот седнува во удобно столче, пред него има телевизор кој што се пуштаат одредени вежби, електроди кои што се поврзуваат со скалпот, со главата, од кои што, нели, се превзима таа мозочна активност, се гледа преку EEG метода. Значи тие електродите се поставуваат на скалпот и се гледа начинот на кој што работи мозокот, а потоа во третманот со подесување на праговите од страна на терапевтот, за тоа што сакаме да постигнеме, нели, дали сакаме нешто да стимулираме, влијае вежбата на начинот на кој, нели, ни работи мозокот. Затоа и викаме дека е повратна врска, затоа што на некој начин представа преку вежбата си гледа како му работи мозокот според мозочните бранови на самиот корисник. Звучи доста комплексно, но прилично едноставна работа и тоа е, нели, објаснено преку тој Павлов рефлекс кој што го збориме, кој што ни е задолжен на нас и за многу други работи во текот на животот, но тоа е принципот на кој што работи неурофидбекот. Значи не е инвазивно затоа што вие ништо не пуштате кон мозокот, како што е многу често прашањето, туку само ја представувате работата на самиот клиент или на корисник на вежбата и повратната врска е таа, нели, која што треба да ни направи одредено несвесна промена со помош на наградата која што се добива, нели, ако работиме така како што ни е пожелно и што ни е неопходно. Значи, ако добро те разбрав, има екран на кој пациентот или клиентот, како... Ние не ги викаме пациенти, затоа што не мора да има одредена диагноза. Е поврзан со некои сензори кои даваат некоја слика на која може точно да ги види мозочните бранови, што се случува со функцијата на мозокот и преку одредени вежби
да научи како до некаде да влијае на нив, да ги контролира. Да, или... тоа оди постепено, работата оди постепено, значи се прават одреден број на третмани, нели со цел да се направи одредена промена и таа промена да може, нели, со текот на работата да се автоматизира, кога ќе застанеме со третманите да нема навраќање на состојбата претходно. Автоматизираната промена значи дека кога ќе завршиме со третманите, тоа што сме го постигнале, кој што не била целта, ќе остане новото работење на клиентот или на корисникот, кој што потоа нели ќе може да продолжи независно од правење на самите третмани. И овде имаме повеќе протоколи кои што ги работиме, инаку со тоа што го поврзуваме се тие електроди кои што ги имаме класично во правење на ЕГ, нели, кои што отчитуваат мозочната активност. Имаме повеќе протоколи кои што ќе ги поразговараме малку подоцна, но секако сите се индивидуални врзани за, нели, самиот корисник кој што доаѓа, со која дали ни доаѓа со одреден проблем. Имаме, мора да кажеме дека многу често, барем нека и нас колку што знам, но во други држави го работат тоа и како стимулација, како подобрување на концентрација на фокус на внимание, за релаксација. Значи не мора да правиме неурофидбек, не мора да имаме некој си проблем присутен или некоја потешкотија кај тие што доаѓаат, туку може да се работи и како стимулација позитивна за самиот клиент или корисник. Може да ни објасниш сега во однос на кои состојби може да се применува оваа метода? Нели сите тие техники што ги применуваш со таа апаратура, за кои пациенти или клиенти, корисници, за кого е наменета, за какви состојби, за какви потешкоти и здравствени еве. Така. Како што кажавме, не мора да има одредена проблематика, нели, за да може да дојде на неурофидбекот, иако спомнавме дека има некои состојби каде што не се препорачува да се прават без да има одобрение од доктор, медицинско лице, зависи, тоа може да биде од психијатар, најчесто од невролог. Најчесто кај нас ги користиме за кога работиме со децата, кога има одредено развојно досење или дијагнози како развојна дисфазија, аутизам, интелектуална попреченост, а со возрастните најчесто кога доаѓаат со тоа анксиозно депресивно расстройство кое што го спомнавме, каде што нели се присутни и стрес, и стравови, панични напади, но секако не значи дека не доаѓаат клиенти, корисници кои што имаат и одредена друга состојба, затоа што уствари вие кога работите со неурофидбекот, работите на балансирање на мозочната активност според одредени нели референтни вредности кои што треба за таа возраст, кои што треба човекот да има. Значи неурофидбекот работи на тоа, не може директно да влијае на одредени состојби, но очекувањето е дека со балансирање на мозочната активност ќе се подобри функционирањето на самиот клиент. Еве кога зборуваме веќе, ако спомнеме за хиперактивноста, каде што има позитивни резултати на неурофидбекот, значи целта ни е да ја намалиме таа хиперактивност, независно од причината нели зашто се појавува. Хиперактивност кај деца? Кај деца, да. Да. Кога се работи за анксиозноста кај повозрастни личности, исто работиме алфа протокол, се со цел да се намали таа нели анксиозност, доколку има панични напади, тие да се намалат или во целост да се изгубат. Така да тоа го правиме се согласно нели самата проценка кога ќе дојде клиентот и кога ќе се направи проценката на неурофидбекот, се гледаат нели каква е мозочната активност и врз основа на тоа даваме план и програма за работа. Многу често, нели доколку се работи за дијагноза, се консултираме и со медицинското лице кој што ги води. Посебно ако се работи за нели психијатриска состојба кај што има патологија, разговараме со психијатар. Исто и за кога се работи за дечиња кои што имаат одредено развојно досење, разговараме со логопедот или дефектологот кој што ги работи, или најчесто педијатар, или во случај доколку нели се водат со некое друго медицинско лице како психијатар, даваме план и програма, ние што препорачуваме и што сме виделе и врз основа на тоа се договараме за планот и програмата за работа. Дали тоа значи дека оваа метода може да биде применета еве конкретно за овие состојби како што кажуваш анксиозност, висока анксиозност или депресивност, панични напади,
без примена на некоја фармакотерапија, бидејќи најчесто психијатрите денеска применуваат фармакотерапија. Не знам колкава е праксата да ги препраќаат пациентите кај вас. Дали може без фармакотерапија да се надминат овие состојби? Знаете како, тоа многу зависи од состојбата на самиот клиент. Ние секогаш кога ќе се појави одредена оваква состојба, препорачуваме да се консултирате со психијатар, затоа што нашава работа не го опфаќа биомедицинскиот третман или медикаментозната терапија и ние немаме право да се мешаме во тоа. Тоа што го знаеме е дека неурофидбекот не си смета со медикаментозната терапија. Во секој случај, кога ќе дојде одреден клиент кој што посетува психијатар или кој што е на медикаментозна терапија, ние инсистираме да се сконсултираме и да го запознаеме психијатарот дека е направен преглед на неурофидбек и дека планот и програмата за работа е тој и во согласност работиме заедно. Во случај каде што ние ќе утврдиме, кога ќе дојдат првично кај нас, а сметаме дека треба психијатар да направи проценка, секако го упатуваме клиентот да направи проценка со психијатар, уствари да оди на консултација, за да видиме што од таму како ќе се движат работите. Сме имали ситуации каде што со подобрување на самиот пациент кај наш клиент, се одлучила психијатарот да ја намали медицинската терапија, уствари медикаментозната терапија да ја намали, со тоа што тоа е сепак нивен сегмент кој што ние можеме само паралелно да помогнеме. Неблагодарно е да се каже дали ако ние го метнеме неурофидбекот, ќе дојдеме до ситуација да се намалат или да се изгубат да се изгуби медикаментозна терапија, тоест да се застане, затоа што многу фактори влијаат овде. Сепак целта на неурофидбекот би било да помогне и да ја подкрепне таа или побрзо подобрување на самиот корисник кој што доаѓа на неурофидбекот, но многу фактори зависат, и срединските фактори зависат и генетската предиспозиција и тие, за да видиме како некои работи ќе се менуваат. Секако имаме позитивни резултати сега, некои се доста попозитивни, со тоа што состојбата многу се подобрила, а некогаш подобрувањето одело и побавно, но тоа сепак зависи многу од самата индивидуална состојба кај тој корисник. А има ли случаи каде што некои од психијатрите препраќаат клиенти кај вас, каде што наместо медикаментозна терапија да ја препорачаат оваа метода? Да, има многу чести ситуации каде што и покрај не само и да не им препорачаат медикаментозна терапија, и покрај давање на медикаментозна терапија, неурофидбекот како неурофидбек им го кажуваат дека може да им помогне дополнително. Сега со некои од психијатри ние кои што се работуваме, многу често се случува тоа да доодат или кога психијатарот ќе одлучи дека можеби и не е најсоодветно да се пристапи со медикаментозна терапија, некогаш знае да го испрати на неурофидбек, што многу често го врзуваат и со самата психотерапија или советување. Но зборуваме овде за ситуации каде што нема одредена психичка патологија, туку многу често се случува некоја животна промена која што направила промена во хомеостазата кај таа личност и тогаш може да се пристапи на таков неинвазивен метод за да се направи промена. Секако затоа што и самата метода е неинвазивна, немате вие некој страф од тоа да се направи одредена штета. Иако си има протоколи по кои што се работи и кои се најсоодветни и секако се следи корисникот кој што доаѓа, пошто после секој третман тоа што е работено се зачува во самата апаратура како проценти, како одредена сработена работа, ние во било кој момент може да се вратиме и да видиме каква е била состојбата, што се работело, што е постигнато, дали е нешто променето, доколку е променето, што е променето и кога пост некое време на завршување на третманите ќе се вратат на редиагноза, што ја викаме, на повторна проценка, можеме да видиме разлика помеѓу тоа сега како е и последниот момент кога завршиле со самиот третман на неурофидбекот. И тоа е тоа што ни покажува каква е состојбата, што се променила, секако и анамнезата ја взимаме ова предвид, да разговараме со
самиот корисник или доколку се работи за дете да разговараме со родителите на корисникот и да видиме нели од што се случува сега, како се променети одредени работи, доколку има одредени симптоми, нели што е подобрено и сето тоа. Неурофидбекот се препорачува од 5 години нагоре, иако во соработка со одредени други терапевти, доколку нели постои соработка и свесност од страна на клиентот, знае да се даде и на помала возраст, каде што може нели да се направи ефикасен третман, пошто за вие да постигнете ефект мора и самиот корисник кој што доаѓа да ги следи упатствата што му се кажуваат, тоа да ги прати вежбите и да има основа за разбирање. Бидејќи рече до над 5 годишна возраст, а јас колку што знам во однос на децата кои развиваат аутизам, кои нели има веќе симптоми и знаци околу година и пол до 2 кога веќе има детето, дали од тогаш може да се почне со некакви третмани во однос на аутизам? Видите, во состојбата со аутизам нели имаме многу различна функционалност. Да, различен спектар. Да, различна функционалност. Проценка кај нас прават специјалните едукатори и рехабилитатори, ги праќаме нели секако и да се направат одредена проценка кај што може со конзилиарен тим пак на чело со психијатар да направи и дијагноза. Секако ги гледаме две работи, тоа е мозочната активност која што правиме од проценката, но го гледаме и моментот на соработка. Дали може да соработува и дали може ефикасни да бидат третманите. Што ако не може да бидат ефикасни третманите, можете да пробате, но ако се покаже дека и после третиот третман нели нема соработка помеѓу детето и терапевтот и самата нели можност за работа со самата апаратура, тогаш нема некоја поента зошто да се работи. Но сме имале доста напредок кај лица кои што имаат нели дијагнозата аутизам. Пак морам да напоменам дека биле во состојба каде што можеле да се работуваат. Но секако имаме моменти кога нели каде што треба да пробаме дали ќе има соработка, пошто на почеток деца, посебно кога им е непознато, знаат да реагираат нели не толку сигурно, но после вториот до третиот третман тие што се спремни да соработуваат, веднаш нели покажуваат дека се спремни, седнуваат. 30 минути трае неурофидбек третманот, барем ние толку најчесто го даваме кога има простор за работа, а кога имаме проблем со концентрација, фокус и внимание, вниманието е намалено, знаеме да го дадеме и до 20 минути, но да бидат почести третмани, нели, согласно колку вежби ќе се пуштат. И секако тоа е многу значајно од самиот терапевт што ќе процени и како ќе процени, нели, со кој протокол да работи и ќе потекне од самијата состојба на корисникот кој што доаѓа. Секако 30 минути е тоа што го даваме ние како стандарден третман и нашата апаратура е двуканална, има различни апаратури кои што се користат согласно состојбата и согласно потребата, нели се сетираат и одредени центри на главата каде што се ставаат електродите. Иако дијагностиката, проценката доаѓа од тие центри, треба да знаеме дека нели го опфаќа целата мозочна активност и опфаќа кога веќе го правиме третманот, пошто нели неурофидбекот главно целта е да влие на кората на мозокот. Добро, тоа во однос на децата. Во однос на возрастните, во однос на оние состојби претходно што ги спомнавме, анксиозност, депресивност или панични напади, дали препорачувате паралелно да оде тоа и со некоја психотерапија, затоа што колку ја што разбирам, ова е се во насока да се санираат симптомите што се јавуваат, нели, како анксиозноста, нели, да се изрегулира телесно, но фали и тој дел причината, нели, зошто доаѓа до таква анксиозност или депресивност или некако, мислам дека и тоа е исто важно. Одлично прашање тоа, да, иако нели со промена на мозочната активност се менуваат, нели, одредени симптоми, се стабилизира и самата состојба, но секако кога се работи за тие состојби, ние секогаш препорачуваме да се работи и со психолог или со психотерапевт. До тој степен да кога ќе се нели појави таква симптоматологија или корисник со таква симптоматологија, инсистираме да оди и на психијатар. Зошто? Затоа што
не гледаме нешто негативно во однос на тоа да се консултира. Сепак, нели, психијатриската работа си ја знаат психијатрите, ние таму не се мешаме, но многу подобро би се чувствувале ако има и проценка од страна на психијатар. А психотерапевт? И психотерапевт. Секако најчесто ги врзуваме едното со другото кога се работи за ваква состојба, затоа што нели неурофидбекот работи на несвесниот дел. Психотерапијата го опфаќа нели тој посвесниот дел и мораме да знаеме дека, како што кажа, нели, надворешноста некогаш знае да вие колку и да ја балансирате мозочната активност, ако имаме нели надворешни стресови, притисок, закани, тоа се влијае на личноста. И тоа е многу важно, нели? Многу често гледаме дека и надворешната средина е таа која што нели за некои работи кои ги подобруваме, кои ќе се вратат во средината, личностите во која што биле, повторно се појавуваат проблемите, да, тоа најчесто. Нели, ако причината остане, ако останува збор за, да речеме, некоја загуба и не се прифаќа таа и со тек на време доаѓа до депресивно расположение, депресивна состојба и веројатно може да се изрегулира со биофидбекот, со неурофидбекот, односно, ама ако не се работи на тоа процесирање на таа загуба, прифаќање на загубата и оджалување на сето тоа што се случило, веројатно пак ќе се повторува тоа. Да, би било нели голем минус ако во таква состојба не се работи со психотерапевт, затоа што мислам дека сепак и тоа е нели главниот пристап за решавање на тој предизвик, а неурофидбекот може да помогне пропратно за малку да се убрза процесот на секако и да се намалат малку и симптомите, нели, и да се убрза процесот на подобрување и решавање на таа проблематика. И знаете, таа беше и целта ние кога го направивме тимот, целта беше да може, нели, да има соработка помеѓу сите тие дејности со цел да се даде најдоброто за клиентиве, за кориснициве, за да може да од сите аспекти видите убаво ситуацијата, баш за да не влијаеме на одредена работа, а нешто друго од друг аспект да ни остане занемарено. И многу често кога да кажеме дека одат еве на психотерапевт, па ќе се одлучат да дојдат кај нас на неурофидбек, или кога одат на логопед или на дефектолог на друго место, ние даваме опција на родителите или на корисникот, доколку се работи за возрасно лице, да не поврзи и да направиме комуникација, нели, согласност, нели, со согласност на самиот корисник, за да можеме ние да објасниме што сме виделе со самата апаратура и што препорачуваме да се направи, а да можеме, нели, да видиме кои се плановите на тие што го работат тоа, се со цел да дадеме поефикасен пристап од двете, трите услуги колку и да се практикува во тој момент. И мислам дека тоа е најдобриот пристап, комбинираниот пристап е најдобар и дава простор за најдобар резултат во однос на самата работа. Значи, секој на свој начин да придонесе за доброто на пациентот. Мислам дека од убаво е кога би знаеле, нели, што се работи со тој пациент, кај нас клиент и корисник. Да, не се окей, само различна, нели, пошто ние не сме здравствена установа, туку, нели, ние сега заради тоа што сме овластени и лиценцирани од Министерството за труд и социјала, имаме, нели, посебна форма која што моравме во однос на критериумите да ја задоволиме. И затоа и кај нас и главно и корисници. Ние ги викаме како корисници, но многу е подобро кога работите со одредена личност, нели, дете или возрастна личност, која што знаете што паралелно прави за да може, нели, некои работи да се усогласат и да се даде најдобриот пристап. И секако кога ќе го слушнете искуството, нели, посебно ако дојде на неурофидбека, пред тоа подолг период оди на психотерапевт, кога ќе стапите во контакт со тој терапевт е многу полесно, нели, кога ќе му објасните што сте извадили на проценката, што планирате, тука се разменуваат искуство, некогаш, нели, се дава и меѓусебно се советувате што и како да пристапите, секако во интерес на корисникот. Добро.
А што е со биофидбекот? Ние не го работиме биофидбекот, неурофидбекот е дел од биофидбекот. Имаше одреден простор и размислувавме долго време да се лиценцираме, да побараме друг вид на биофидбек кој што се користи. Знам дека има поширок спектар на биофидбек, но сметам дека за да може да се објаснува биофидбекот, можеби најдобро е некој кој што го работи тоа. Разбирате се, ние се договаравме за темата која е и јас кога одиме вака на гостувања, па и по телевизии, каде што сме поканети да гостуваме, секогаш преферирам кога ќе се постави некое прашање кој што сметам дека најсоодветно е друг терапевт да го одговори, да не се мешам во тоа, иако дејностите се тие, па многу работи кога сте заедно како тим, многу работи се учат од сите страни. Мислам дека кај нас и не знам, освен неурофидбек познавам на колку места се работи, не знам со други методи и со други апаратури како се работи, така да имаше понуди за тоа да се работи со различни методи на биофидбекот, но ние за сега се задржавме само на неурофидбекот, кој што сметам дека е барем во нашава пракса најсоодветен од аспект на со тоа што комбинацијата на услугите ни се тие. Да. Добро. Во однос на неурофидбекот, има ли нешто по-конкретно да знаат гледачите, има ли нешто што вака би ги асоцирало да изберат дека тоа е најдобар избор за нив? Како би одредиле дека ова е нешто најдобар, најсоодветен третман за нив? Бидејќи имаме различни знаете избори. Како е, ако гледачите сакаат да видат, мислам дека најдобро е да закажат преглед, да посетат таму кај што се заинтересирани да одат, да посетат и да искомуницираат директно со терапевтот кој што го работи тоа. Секако правењето на проценка малку и ќе помогне во тоа да видат што ќе ги насочи терапевтот и што можат да постигнат со неурофидбекот. Најчесто кога имаат одредена проблематика или предизвик се јавуваат, иако сме имали и корисници кои што се јавуваат и кои што читале за неурофидбекот, како превенција за одредени работи, како стимулација позитивна, како подобрување на себе во однос на концентрација, фокус, внимание, релаксација, подобрување на сон. И тогаш се јавуваат и сметам дека може и за несоница да се се работи за несоница, широк спектар има, се работи исто и за несоница, се работи во одредени ситуации со мозочни удари, со повреди на главата, кое што е когницијата опфатена, се работи и за нокно мокрење, многу често го користат неурофидбекот и има доста истражувања кои што покажуваат на позитивен резултат на самата работа со неурофидбекот. Така да на тоа прашање мислам дека тие што би биле заинтересирани, најубаво е да ги исконтактираат потенцијалните терапевти кои што би сакале да го прават неурофидбекот и чисто да објаснат од индивидуален аспект што е тоа, зошто мислат и зошто се прашуваат за неурофидбек, со тоа што терапевтите најчесто можат да ги насочат, но за вистински да можат да им кажат што и како, тоа ќе треба и секако да се направи одредена проценка, за да може да видат кои би биле ефектите и што терапевтот препорачува во таа ситуација да се работи. Зошто така? Затоа што многу работи луѓето си имаат јавувано за многу состојби и одредени состојби кои што не зависат од мозочната активност, веднаш се известуваат и се кажуваат дека нема да направи промена во однос на тоа што го барат, но многу често индиректно за одредени состојби за кои што може, многу често индиректно доста помогнало. Така да тоа е тоа кое што е многу важно и
резултатот и брзината со која што се постигнува ефект е многу различен и е многу зависно врзан со состојбата на корисникот. Некогаш имаме многу брзи резултати, некогаш резултатите доаѓаат малку побавно. Иако ние бараме кога ќе се почнат третманите да има одреден континуитет, за да може резултатот да биде стабилен и затоа што пак е врзано за одреден протокол за работа. Така да и тоа го инсистираме кога ќе се одлучи некој од корисниците да почне со тој третман. Добро, а има ли можност да некако со овие третмани се влијае и на подигање на самодоверба, пример, или некоја слика за себе, бидејќи, ако можеме на некој начин да ги контролираме мозочните бранови преку сите тие вежби што ги кажуваш, дали имаме можност и за влијание на тоа, какви мисли имаме, например, во смисла колку фокусот на нашето внимание ќе биде повеќе насочен кон нешто позитивно или кон нешто негативно. Дали преку ова може да се контролира повеќе процесот на мислење? Така, индиректно можете да направите промена. Што значи тоа индиректно? Знаеме дека самодовербата и чувството за себе најчесто е поотпрено на одреден успех кој што ние би го почувствувале кај себе, надминување на одредени работи кои што ни сметаат или кои што ни прават да се чувствуваме потиштено или со ниска самодоверба, и тоа се пак зависи од што. Но кога ја работиме на себе, личен раст и развој, поврзано со влијание на мозочната активност, тој момент кој што го кажавме за релаксација или моментот на концентрација и фокус која ќе видат луѓето дека можат повеќе, дека се посконцентрирани, дека нешто што порано им било потешко да го сработат, сега им е полесно, тоа секако индиректно влијае на самата самодоверба, затоа што се чувствуваат поспособни и покадарни во одредена проблематика и на тој начин знае да помогне. Посебно гледаме кога се работи за состојби на паника, на стрес, на панични напади, анксиозност, како се подобрува ситуацијата, подо израз доаѓа таа самодоверба, прво се надминува тоа чувство дека на страв кој што луѓето го имаат за дали состојбата ќе остане ваква за секогаш, кој што мислам дека е доста често, и неголемиот страв кога ќе се појави наеднаш, кога ќе се појави таква состојба, а пред тоа личноста не е имала такво искуство. Првично со тоа, кога ќе видат дека работите одат на подобро и дека има решение за проблематиката, тогаш доаѓа првиот тој нагон да кажеме на самодоверба и тоа наплив на самодоверба кој што помага, но секако индиректно функционира тоа исто. Кога ќе го подобрите, доколку има и проблем со сонот, кога ќе се подобри сонот, или луѓето се чувствуваат и генерално подобро и тоа им дава можност да се индиректно и да се менуваат и тие моменти на самодоверба. Може и во однос третманот да се применува во однос на некои стравови, како страв од затворен простор, од отворен простор или стравови од најразлични фобии што се развиваат, исто може и за тоа да се користи исто, иако многу подобро може за тие стравови да се работи со психотерапија, но секако може да помогне. Секако може да помогне да го убрза малку процесот, и да улесни во однос на процесот на психотерапија. Значи најсоодветно е паралелно да се комбинира психотерапијата со неурофидбек. Затоа што не си сметаат една со друга, секако не си сметаат, посебно кога се во контакт психотерапевтот и неурофидбек терапевтот можат заедно да постигнат повеќе него ли што индивидуално би можел да постигне еден од нив. Така да комбинацијата секако сметам дека е доста подобра. Добро. Па, одлично што имаме ваков експерт во оваа област и што имаш толку знаење и искуство кое е достапно за сите кои имаат некакви здравствени или психички потешкоти со кои се сочуваат или може би нивните деца, и ова е добра прилика да видат што се може, што се нуди во твојот центар, каде може да те најдете, како има, мислам, 2 центри имаш сега, така?
Да, моментално имаме 3 локации. 3. Да, во текот на оваа година ќе се отвори уште една локација, значи моментално може достапни сме во Карпуш, во аеродром и во Киселово до сега за кратко за 1 месец од ова снимање. Планот е нели понатаму да можеме да се прошириме нели согласно потребите на самите корисници. Но гледам дека во последно време доста и во другите градови, а и секако во Скопје се отвараат повеќе канцеларии, дали во склоп на центри или самостојно, кои што работат со неурофидбекот. Сметам дека по одреден период каде што имаше резултати со самата метода, се повеќе и повеќе го гледаат бенефитот и веќе имам познаници во Македонија кои што работат и слушам за се подобри резултати. Порано беше, да кажеме, малку потешко, затоа што тие што беа од други градови мора да дојдат во Скопје или па и на самиот почеток знаеа да одат и во други држави за третманот на неурофидбек. Сега можеме да кажеме дека се е прораспространет и се знае и за самата метода како метода што мислам дека е доста позитивно, им дава на корисниците и на клиентите можност за уште нешто нели да искористат и начин како да го надминат проблемот што го имат или да си помогнат со одредена ситуација. И се надевам секако нели дека во периодот што доаѓа се повеќе и повеќе ќе се работи, ќе се наоѓаат и посоодветни методи, ќе се прават и добри комбинации нели во интерес на самите корисници. Така да и секако веќе се појасно дека комбинацијата нели на одредени услуги, на одредени дејности поточно се дава подобар резултат, каде што веќе нели е доста јасно дека и биомедицинскиот третман покриен со одредените третмани како логопедски, дефектолошки, психолошки, како и останатите методи, вклучувајќи го и неурофидбекот, ги даваат позитивните резултати и се надевам дека ќе продолжиме со ова темпо да може нели да бидат покриени што е можно повеќе работи и повеќе состојби со цел нели да се добие подобар резултат. Така. Добро, мислам дека со ова содржина до сега ги заинтересиравме гледачите и дека ќе размислат и сите што сакаат нешто повеќе да дознаат за оваа тема ќе се обратат кај тебе. Ти благодарам многу за гостувањето денес и се надевам дека ќе имаме повторно прилика да зборуваме на вакви теми. Да, благодарам. Само сакам да додадам дека можноста нели тие што во еден подкаст не можеме да ги попминеме нели секако сите работи, но можеме нели да ги кажеме основните работи, можеме нели да кажеме дека слободно тие што се заинтересирани да се исконтактираат. Има доста покрај нас има и доста други центри кои што ја имаат услугата, значи тие кои што им се најдостапни, најпознати можат да ги исконтактираат, да видат нели како да се консултираат што е нели соодветно за нив, секако да направат одредена проценка да видат кој протокол ќе им се предложи и затоа сакам да се заблагодарам нели на поканата за овој подкаст и за оваа тема која што сметам дека секогаш е убаво да се збори и секогаш има простор нели да се споделат некои позитивни искуства, да се кажат основните работи, а некои нели работи кои што се подспецифични за работата, така да ти благодарам уште еднаш за поканата. Ти благодарам и тебе. Се гледаме во следната епизода. Поздрав!